Dobar den i dobre dojdovte na programa Double Focus со Силвана Павловска. Ова програма се емитува на YouTube каналот и е од Мелбурн, Австралија. Се надевам дека сите сте добри. Професор доктор Љупчо Коцарев, академик, неодамна се обрати во јавноста и ни го кажа следното. Северна Македонија е мртва. Да живее Македонија, пишува тој. За македонците културен геноцид се сите документи во кои не научно, туку со политички притисок се бара од нив самите да се откажат од македонството, од своите македонски корени, да се откажеме самите од себе си, од македонците во Пирин и во Егеј, да се откажеме од македонскиот просторен и временски јазичен континуум, што постои илјадници години и продолжува да постои денес во Македонија, во сите соседни држави и на секаде каде што живеат македонците. Денешниот текст ќе го почнам, вели Коцарев, парафразирајќи го Джим Морисон. Цитираме: ова е крајот. Крај на цитатот. Македонци, цитат: ова е крајот, мој единствен пријателе, крајот на нашите разработени планови, крајот на се што е исправено стои. Крај на цитат. Почетни стихови од песната Крајот, или на англиски The End. Но и од почетната сцена на филмот Апокалипса денес. Apocalypse Now. Соочени со сегашната македонска апокалипса и со фактот дека Македонија не можеше да стигне подолу од таму каде што денес се наоѓа. Безскрупулозно, дивење и грандиозен баши бозук, мислам дека не ни преостанува ништо друго освен да извикаме, цитирам: Северна Македонија е мртва, да живее Македонија, крај на цитатот. А при тоа да се подсетиме на веќе антологиските стихови: негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат, само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Како понатаму? Пред 140 години почина Карл Маркс, еден од авторите на Пролетери од сите земји, обединете се. Иако може би звучи излитно, сепак се чини дека зборовите македонци од сите политички провениенции, леви, десни или во центарот, од сите земји, обединете се. Денес нам ни се насушно потребни повеќе од кога било. Обединувањето ни е потребно за да обстои Македонија, пишува Љупчо Коцарев, за да се крене од пепелта на беззаконието и за да оживее. Македонија веќе се доживува како разнебитена, опуштена, опустошена, тоест доведена до дното на сите дна држава, додека пак македонските владеачки елити немо ги поддржуваат катадневните зулуми, се плашат и да го изустат зборот Македонија. Тоа го прават нечујно на приватни забави, порачуваат дека младите се малцинство и не прават разлика меѓу мултиетничкото општество и мултиетничката држава. Граѓаните на Македонија си заминуваат не толку од економски причини, туку повеќе поради недостигот од владење на правото и продукцијата на изобилство од лукративни владеачки подлизурковци. Ние треба самите да ја доведеме Македонија во ред. Никој од надвор нема да ни помогне ниту денес, ниту утре, дури ниту тогаш кога во некоја најверојатно далечна иднина Македонија ќе стане, прашалник и извичник, полноправна ЕУ членка. Европа, утопискиот идеал за светот, особено пред
Prvата светска војна, место каде што, цитирам, секој граѓанин станува наднационален космополит граѓанин на светот, крај на цитатот. Најдобро се пресликува во животот и делата на евреите, кои, истовремено, идентификувајќи се со националниот идентитет на државата во која живеат, не го отфрлаат своето еврејско етничко потекло. Така, на пример, Хана Аренд го сакаше својот посвоен американски идентитет, но никогаш не го избриша своето минато за да измисли нова сегашност. Па оттука незиниот еврејски идентитет е неспорен факт, што таа никогаш немаше желба да го менува или отфрла. Аренд беше фасцинирана од концептот отфрлен, непожелен, што го опишува еврејското искуство во Европа, па затоа во потеклото на тоталитаризмот таа напиша, цитираме, евреите секогаш мораа да плаќаат со политичка беда за социјална слава и со социјална навреда за политички успех. Крај на цитатот. За Аренд да биде, цитат, отфрлен, непожелен, крај на цитат, не беше инхерентно негативна позиција во серијата есеи напишани во 1940 години. Таа се осврда на отфрлените и напуштени поети и писатели Хайнрих Хајне, Рахел Вархаген, Бернард Лазаре и Франц Кафка, нагласувајќи дека тие никогаш не избегале од еврејството, но исто така ја користеле својата различност за да ги надминат границите на националноста и да ги вткаат нишките на нивниот еврејски гени во општата текстура на европскиот живот. Зборовите Израел и Македонија често се среќаваат во Библијата. Државите Израел и Македонија се формирани приближно истовремено. Израел во 1948 година, додека пак Македонија се формира прво во 1943 како федеративна република во рамките на државата Југославија, а во 1991 година Македонија, една од наследничките држави на поранешна Југославија, прогласува независност. На временската скала на која е проектирана историјата на човештвото или пак постоењето на космосот, годините 1948 и 1991 се блиски. Речиси коинцидираат. До 1948 година и до 1991 година еврејскиот и македонскиот идентитет за повеќето евреи и македонци насекаде во светот се неспорен факт, што никогаш нема да се менува или да се отфрла. За жал, по 1991 година, за македонците се смени во еден ден. Па така, на 17 јуни 2018 година, Македонија умре. Да се подсетиме дека пред договорот со Грција, за 80% или за околу 6 милиарди жители на планетата Земја, вклучувајќи ги 10 најмногубројни држави во светот и трите суперсили Кина, Русија и САД, ние бевме македонци од Република Македонија. За македонците, културниот геноцид се сите документи во кои не научно, туку со политички притисок се бара од нив самите да се откажат од македонството, од своите македонски корени, да се откажеме самите од себе си, од македонците во Пирин и во Егеј, да се откажеме од македонскиот просторен и временски јазичен континуум, што постои илјадници години и продолжува да постои денес во Македонија, во сите соседни држави и насекаде каде што живеат македонците. Срцевината на проблемите во ЕУ е неуспехот на концептот секој граѓанин станува наднационален, космополит граѓанин на светот. Тоа е и единствена причина за смртта на Македонија. Граѓанскиот концепт на државата соочен со национализмот на соседите, особено на ЕУ членките, придонесе зашто исклучиво се виновни дел од македонските политичари Македонија да се откаже од македонците. Дали има излез од оваа состојба? Прашува професор доктор Љупчо Коцарев. Да, вели тој, овој мој позитивен пристап ќе го подкрепам повторно со стихови. Тука најсилно со векови,
Звонат црквите македонски. Па затоа звонете со камбаните кои се уште може да звонат. Заборавете на вашата совршена понуда. Заборавете на лажната и недостоинствена ЕУ понуда. Во се има пукнатина, така влегува светлината. Така за навек влегува светлината на македонството. Ете, тоа е текст од професор доктор Љупчо Коцарев, академик, насловен Северна Македонија е мртва. Да живее Македонија. Да живее Република Македонија и македонскиот народ каде и да е во светот. Ви благодарам за вниманието. Ја слушавте програмата во Фокус на македонски јазик денес 11 септември 2011 година и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат. Не заборавете да притиснете таму subscribe и like со цел и други луѓе да можат да се запознаат со овој канал и да го следат. Уште еднаш ви благодарам, посакувам се најубаво. Пријатно до слушање.